Редовно издание на Дневникот на К1 телевизија. Најновите дневни актуелности ги донесуваме веднаш по кратките најави. Останете со нас. Собранието на Република Македонија ја изгласа потребата од законот за употреба на јазици. Велес се гуши во PM10 честичките. ВМРО ДПМН реагира преку соопштение. Советникот Ненад Коцик најавува нови мерки за почиста средина. Расте бројот на жртви во поплавите во соседна Грција. Велес се гуши во PM10 честичките. Советникот Ненад Коцик најавува дека на следната седница Советот на општина Велес ќе расправа по предлог мерките за подобрување на условите за живот. ВМРО ДПМН преку соопштение реагира на ваквата ситуација. Велат последиците од загадениот воздух секој ден се повеќе ги чувствуваат не само велешани, туку и сите граѓани на Македонија. Црвен аларм во Велес. PM10 честичките вчера вечер и денес високо над дозволената граница. Во 13 часот, мобилната апликација покажуваше дека тие изнесуваат 880 микрограми на метар кубен. Максималната дозволена граница е 50 микрограми. ВМРО ДПМН преку соопштение реагира на ситуацијата, која е штетна по здравјето на луѓето. Граѓаните на Велес се соочуваат со еколошка бомба. Мерните станици во градот покажа опасно висока загаденост на воздухот со PM10 честички. Последиците од загадениот воздух секој ден се повеќе ги чувствуваме. Секој ден болниците низ Република Македонија се полнат со пациенти кои имаат респираторни заболувања. Граѓаните се оставени сами на себе и единствениот спас за да се заштитат од загадениот воздух е да се затворат во своите домови. Кога станува збор за борбата против здрава животна средина, советникот Ненад Коцик до Советот неодамна достави предлог мерки за подобрување на условите за живот. Веќе на следната седница ќе бидат презентирани, односно донесени стратешките мерки, презентирани во велешката јавност и се надеваме дека со заеднички сили на оние кои што ги предложуваат и на живителите на Велес ќе овозможиме во текот на оваа година да бидат релативно намалени концентрациите на штетните материи во воздухот, а за следната година да проблемот со загадувањето на воздухот биде и саниран. Минатата година, локалната власт го промовираше регистарот на загадувачи. Тој покажа дека во Велес најголеми загадувачи се домаќинствата со користење на несоодветни материјали за огрев. Влијание врз квалитетот на воздухот има и сообраќајот, но индустриските капацитети во Велес. Советот на општина Кавадарци го усвои ребалансот на буџетот за 2017 година. Постојаниот буџет е реализиран за 50% и во моментов по основ на фактури општината има обврска од 36.246.000 денари. Буџетот на општина Кавадарци за 2017 година е димензиониран на износ од околу 14 милиони евра, каде што редовните буџетски приходи се планирани на износ од 7,5 милиони евра, приходи од дотации во износ од 5,6 милиони евра. Со ребалансот се врши намалување од 112 милиони 420.000 денари, како во претходниот, така и во расходниот дел. За ова повеќе од колешката Мартина Митков, таа имаше линк во живо во претходниот дневник во 16:30, да погледнеме дел од разговорот со градоначалникот Митко Јанчев. Новоизбраните советници ја одржаа втората седница на Советот на општина Кавадарци, на која што се дискутираше на 6 точки од дневниот ред, меѓу кои беше и една од најважните точки, односно ребалансот на буџетот. По тој повод во овие вести разговарам со градоначалникот на општина Кавадарци, господинот Митко Јанчев. Господине Јанчев, што значи ребалансот на буџетот кој го едногласно помина на денешната седница на Советот?
Така, значи денеска втората оперативна или прва оперативна седница на општина Кавадарци помина во најдобар ред, имаше 6 точки, меѓу кои што беше една точка за ребаланс на буџетот. Ребаланс на буџетот беше од една значителна точка која што значи ребаланс на претходниот буџет од претходниот воден градоначалник и совет, за да можеме оние оперативни работи да ги завршиме се до изгласување на новиот буџет. Исто така знаете дека на денешниот совет на дневен ред беше точка програма за усвојување на предлог програмата за новиот буџет. Тоа се законски регулативи кај што мораме до 15 ноември да ја поднесеме предлог програмата за усвојување на новиот буџет. Тоа исто така го направивме денеска, затоа и оваа седница беше малку избрзана во делот на закажувањето. Да помини предлог програмата, имаше доста дискусии во однос на предлог програмата и која што едногласно беше изгласана и донесена. Јас лично како градоначалник сум задоволен од овој почеток на работењето на советот, имаше конструктивни дискусии, имаше дискусии во делот на она што значи придобивки на самото општество и многу ми е мило што на моите проекти како предлагач како градоначалник гледаат позитивно во интерес на општеството и во интерес на граѓаните на град Кавадарци. На денешната седница помине и предлог одлуката за распределба на средства со намена за привремени вработувања. Кој е вашиот став околу оваа точка и колку се тие привремени вработувања? Така, значи тие привремени вработувања во сите општини, во сите јавни институции постојат. Ја да појаснам века малку и за слушателите, односно за гледачите, што значи тие привремени вработувања. Значи пракса е во сите институции јавни, вклучувајќи општините, образовниот систем и она што значи се под локална самоуправа, кога има недостаток на кадри, а проширување на капацитети, како што е во образованието, во градинките, се до изнесување на согласното од министерствата дотични, ние правиме привремени вработувања. Тоа е директно на товар и на штета на општината, меѓутоа па не смееме да го закочиме системот на развој во делот на образование или детската градинка. Кога носи одлука Министерството за финансии и поготово Министерството за образование за трајно вработување на тие лица, автоматски нашиот буџет останува и не се трошат тие средства. Меѓутоа не смееме да го кочиме она што значи секојдневно функционирање на образовниот систем. Градоначалникот на општина Неготино Тони Делков, представници на Советот на општината и вработени во локалната администрација. Изминатите денови остварија работни средби со жителите на местните и урбаните заедници во Неготино. Преку овие средби локалната власт беше запознаена со проблемите на граѓаните и беа понудени предлози и решенија за надминување на одредени состојби во местото на живење. Градоначалникот на општина Неготино Тони Делков изминатата недела оствари средби со граѓаните од местните и урбаните заедници. На овие средби граѓаните имаа можност низ директни разговори со представници на локалната власт да понудат предлози и решенија за надминување на одредени состојби во местото на живење, а сето тоа како основа за нивно вметнување во програмата за работа на општина Неготино за 2018 година и во буџетот на општината за наредната година. Се сретнавме со проблемот за водоснабдувањето, кој што исто е еден од клучните проблеми на општина Неготино во целост. Голем дел имаме проблеми во уличното осветлување, патната инфраструктура ни е во катастрофална состојба, во која што реално треба да се направат максимални напори, да наредниот период преку проекти, преку заеднички средства и од буџетот на општина Неготино се одделат да се подобре крвотокот на општината, а тоа е патната инфраструктура. Делков овие средби ги оцени за доста успешни и потребни за граѓаните, да се слушнат нивните размислувања, да дадат сопствени предлози и сугестии за реализирање на проекти и активности, со чие спроведување ќе се придонесе за подобрување на условите за живење во нивната средина, како и во општина Неготино. Медиумите, изборите и улогата на саморегулацијата беше тема на дебатата што Советот за етика во медиумите на Македонија ја организираше денеска во Велес. На дебатата се дискутираше за значењето и перспективите на саморегулацијата, како и за досегашните искуства на Советот за етика и соработката со слични тела во меѓународни рамки. Советот за етика во медиумите на Македонија организираше дебата на тема медиумите, изборите и улогата на саморегулација, на која се дискутираше за значењето и перспективите на саморегулација,
најчестите тенденции на прекршување на стандардите во известувањето, особено за време на изборниот период. Директорката Марина Тунева смета дека граѓаните можат да помогнат во информирањето за случаи на непрофесионално известување во медиумите, поради што и се организираат вакви дебати. Континуирано добивавме жалби, како што било случај и предходно и пред одржувањето на изборите. Најчесто станувало збор за отсуство на извори на информации, односно за еднострано информирање. Сме имале случај на пласирање на лажни вести во медиумите, сме имале случај на дискриминација по различни основи, меѓутоа и дискриминација врз основа на политичка афилијација. Советот за етика во медиумите во своето 3-годишно постоење активно е во комуникација со граѓаните. Главната цел на Сдруженијето е поголем степен на почитување на етичките стандарди во новинарството, како и поедноставен пристап на јавноста до медиумите, кога ќе се утврди повреда на стандардите на професионално и објективно известување. Велешкиот театар Джинот подготвува 2 нови представи. Станува збор за комедијата Вдовицата се мажи, која се очекува кон крајот на овој месец да биде изведена и премиерата. А втората представа на која работат актерите е Талент за дами, која според планот се очекува премиерата да биде изведена крајот на декември или до средината на месец јануари. Интензивно се работи на новата представа во Народниот театар Јордан Хаџиконстантинов Джинот. Станува збор за комедијата Вдовицата се мажи, работена според Мечка од Чехов во режија на Младен Крстевски. И оваа представа е финансирана од сопствени средства на Велешкиот театар. Премиерата се очекува да биде кон крајот на месец ноември. Во театарот започнаа подготовките и за уште една представа, информира Васил Зафирчев, уметнички директор на театарот. Станува збор за театарската представа Тоалет за дами, работена според истоимениот текст на венецуелскиот автор Родолфо Сантана во режија на Дејан Дамјановски, во која што настапува речиси целиот ансамбл женски на театарот, не речиси, туку скоро сите актерки од нашиот ансамбл, со уште 20 актери мажи. Премиерата е предвидено да биде изведена до крајот на декември или до средината на месец јануари, во зависност од можностите, рече Зафирчев. Продолжуваме со култура. Вчера вечер во Домот на културата Иван Мазов Климе во Кавадарци беше прикажан серијалот Време е за лакардиите на Паја. Станува збор за хумористична играна серија со која кавадарчани работат на зачувување на својот дијалект. Мартина Митков повеќе. Ако смењето е пола здравје и го продолжува животот, тогаш кавадарчани вчера вечер дефинитивно ги продолжија своите животи благодарение на серијалот Време е за лакардиите на Паја, кој беше прикажан во Домот на културата Иван Мазов Климе. Епизодите, иако еднаш премиерно представени на манифестацијата Алшар 2017, потоа ставени на YouTube и прегледувани по неколку илјадници пати, сепак побудија интерес да се изгледаат и на големото платно, па салата беше претесна да ги собере сите љубители на добриот кавадаречки хумор. Околу час и половина се лачеше голема доза на ендорфин преку смеењето до солзи. Сите овие вицови кои што оваа вечер ги презентираме се по 200 пати читани и по 200 пати гледани, нели, додека траеше првата сезона од Лакардиите на Паја. Меѓутоа, големо платно си е големо платно. Реакциите ги видоме сите. Особено ние, делото, да мислам, луѓето од организацијата, јас бев седнат настрана и всушност повеќе ги пратев реакциите на луѓето, отколку очекував дека ќе биде многу добро, ама во не испадна многу добро, во испадна малку повеќе од одлично. Лакардиите на Паја е хумористична играна серија со која кавадарчани работат на зачувување на својот дијалект. По легендарната династија на кавадаречки начин е емитувана на Радио Кавадарци од 1985 година. Проектот е реализиран со целосно кавадаречка екипа од актери, камерман, монтажер, уредници, продуценти, режија. Реализацијата е направена на автентични локации во градот, а идејата и целата замисла на проектот е на Љупче Сапунџиев. Порталот rtk.mk го реализираше проектот. Мислам дека најбитно е публиката како го прими. Нас не радува фактот што публиката
имаше убава интеракција со тоа што беше проектирано. Мислам дека успеаме да ги насмеиме и тоа ни дава мотив плюс да продолжиме и со новогодишното издание и со сезона 2. Мислам дека мислењето на публиката е најбитно. Од нив мислам дека можеме да го извадиме најголемиот заклучок, а тоа е дека дефинитивно продолжуваме со сезона 2. Тоа што го видовме оваа вечер и тие 180.000 прегледи до сега што беа нели на интернет, ни дават обврска, ни создават обврска да продолжиме да го правиме. Значи баш така како што најавиме една кратка новогодишна сесија, да речеме серија, и после тоа здравие напролет. Со нова сезона, со 40-50, може би повеќе, не знам. Серијалот представува видеопреработка на вицови на кавадаричката урбана легенда Златко Вузевски Паја. Тоа беше кавадаречки хумор против ментален умор, благодарение на витезот на шегата Паја. Досега Вузевски има издадено 2 книги, и тоа Лакардиите на Паја и Зидот на Паја, а своите вицови ги објавува на Facebook фан групата Глупости 100% Паја, каде има околу 32.000 следбеници. Организаторите ветија нова доза на смеење со многу изненадување и исполнети срца до крајот на оваа година. Од денеска стапува во сила обврската за задолжително поседување зимска опрема во возилата. Со непочитување на правилата за користење и носење зимска опрема, возачите се изложуваат себе си и другите учесници во сообраќајот на опасност и истовремено се соочуваат со глоба во износ од 45 евра во денарска противредност, односно регистрирање на 25 негативни бодови. Обврската за задолжителната зимска опрема ќе трае до 15 март наредната година. Вестите од Македонија. Со 66 гласа за, 41 против, Собранието на Република Македонија гласаше за употребата од носење на предлог законот за употреба на јазиците. Истиот влегува во втора фаза, кога претениците имаат можност да поднесуваат амандмани. Координаторот на претеничката група на ВМРО ДПМН Елија Димовски пред гласањето истакна дека неговата партија ќе гласа против, бидејќи сметаат дека законот е противуставен и е дискриминаторски кон македонскиот јазик и останатите јазици кои ги говорат граѓаните во Република Македонија. Ние нема да гласаме за потребата од донесување на овој закон. Ќе ги разгледаме сите демократски постапки во следната фаза да се отстранат слабостите на овој закон, рече Димовски. Амандманите за предлог законот ќе се разгледуваат на Комисијата за европски прашања, бидејќи законот е со европско знаменце. Потоа законот во второ читање ќе оди повторно на пленарна седница на дебата, пошто ќе следува финално изјаснување на пратениците по текстот. Со конкретен предлог за решавање на спорот, посредникот на Обединетите нации во спорот за името Метју Нимиц ќе излезе на 20 и на 21 ноември на средбата со представниците на Грција, Адамантиос Василакис и на Македонија Васко Наумовски во Њу Јорк. По победата на премиерот Зоран Заев на локалните избори и стабилизацијата на неговата влада, Атина очекува од Македонија да продолжи со активностите на добра волја со кои ќе покаже дека го напушта и редентизмот, како што се промената на името на аеродромот во Скопје и отстранување на спомениците поставени во времето на Никола Груевски, објавуваат Радио Атина, Real.gr и Ефимерида. Најмалку 7 лица загинаа поради поплави предизвикани од поројните дождови што синоќа ја погодија Грција во реонот во близина на Атина. Грчките медиуми известуваат дека пожарникарите примиле 340 повици за помош за испумпување вода од поплавените згради и повици за спасување луѓе кои останале заробени во своите возила и домовите кога почнала да надоаѓа водата. 8 загинати, а 1 преживеан. Ова е епилогот од авионската несреќа во Русија. Ова се дел од вестите од светот. Обилните дождови понатаму создаваат проблеми во Грција. Патиштата од Атина до Коринец се под вода. На стариот пат тамошните медиуми пренесуваат дека се заглавени автомобили. Грчките служби биле на терен, работеле на извлекување на автомобилите, но и на заглавените патници.
160 повици за помош добила противпожарната служба во градот Мегаре. Од понеделникот, Грција е погодена од лошото време. Метеоролозите предвидуваат подобрување на временските услови кон крајот на неделава. Повеќе острови во континенталниот дел се погодени од бурата Евредика. Осум загинати, еден преживеан. Ова е епилогот од авионската несреќа во Русија. Истата се случила во Хабарската област. Мал патнички авион во кој што имало 7 патници, 2 пилоти, при слетување од засега неутврдени причини се урнал. Како што пренесува ТАС, повреденото девојче било пренесено во болница. Повредите биле сериозни, но не животно загрозувачки. Поранешниот шеф на Пентагон, Вилијам Пери, во изјава за електронскиот весник Политико, рекол дека ниту министерот за одбрана на САД, ниту пак државниот секретар можат да спречат нуклеарна војна, доколку американскиот претседател одлучи истата да ја започне. Министерот за одбрана нема право на вето при носење одлука за извршување на нуклеарен удар. Таа одлука ја носи само претседателот. Пери рекол дека шефот на државата може да се посоветува со министерот за одбрана доколку сака пред да издаде таква наредба, но тој наредува директно преку стратешката команда и воопшто не мора ни да знае министерот за одбрана. Нуклеарната војна станала поверојатна според Пери по изборот на Доналд Трамп за претседател на САД, а делумни од причини кои се надвор од контрола на претседателот. Денеска имавме облачно време со врнежи од дожд кои на повеќе места се обилни, особено во јужните и централните делови од земјата. Максималната дневна температура се движеше во интервал од 10 до 15 степени. Под влијание на циклонска активност, до петок ќе преовладува облачно време со врнежи од дожд, кои на повеќе места ќе бидат обилни и се очекува да наврнат над 40 литри на метар квадратен. Најобилни врнежи ќе има во јужните и во западните делови од земјата, каде на места се очекува врнежите да надминат 70 литри на метар квадратен. Тоа е се што подготви информативната редакција на К1. Ви благодарам што бевте со нас. Пријатно!